Добро вечер, вие слушате Радио Канал 103. Ова е емисијата Данс е Макабре со 243-то издание, во кое што имаме специјална тема и еден експерт кој што најдобро може од прва рака да говори за тоа што е планирано да се случи во нашата немила држава овој викенд. Односно со мене во студиото на Канал 103 е Дамјан Јанев, гитаристот на Trendkill, македонскиот треш метал бенд кој што ќе има промоција на нивното првенче Colors of Self. Така што Дамјан, добре дојде. Добро, најдов, фала ти Златко на поканава тука. Чест ми е да се подружиме и да го изрокаме албумов и да чуеме некои треш метал ствари вечерва. Така, нешто што ќе збогати македонската музичка историја, онака ќе остави својот печат, да се каже дека да, ова е Македонија и имаме треш метал тука. Така, и тоа да, како? Да освежиме малце со звуков. И тоа е едно добро освежување. На почетокот на емисијата ја слушнавме Агент на смртта, односно една композиција која што е сингл, претпоставувам за албумот. Да, и извадивме, пошто со оваа песна може чисто онака да се створи една слика за тоа као звучи албумов и што од прилика свириме и што сакаме да кажеме. И е одличен репрезент за тежината на звукот и пред се сите елементи кои што се субстанцијални за Trendkill ги има во неа. Пука песната на сите нивоа, тоа што има да се каже. Песна јаги, да, напумпане. Така, нескротнива и за да може да се носи мораше да ја компензираме со Repentless, композиција од новиот албум на Slayer. Затоа што како мора да се биде со во чекор со трендовите, ако Мора. Сега ние да не се мериме со Slayer, али они ми се едни од фраерите што ми покажаа што као треба да звучи. И го применуваш и тоа доста добро во материјалот кој што го имаме денес со нас, односно првенчето на Trendkill. Во текот на емисијата ќе говориме за тоа што представува звукот пред се на Trendkill и ќе слушаме музика од бендови кои што се влијателни, односно кои што имаат инфлуенца пред се и за твоето музицирање и за другите членови на бендот, кои што ги поздравуваме и се во некоја наредна прилика ќе може да направиме и нивните согледи да ги имаме. Дека проба да остане уште малце буден он директорски ствари, знаеш како иде. Секој со своите Синче си обврски. дреме дома, си спреме испит. Даме, сигурен сум дека не слушаат. Меѓутоа ти си фрлен во првите редови на фронтот и ќе ја одбраниш честа на Мора да Trendkill. исцепаме малце рифови. Ако. Во продолжение на емисијата слушаме композицијата Долина, која што го отвора албумот. И тоа песна, кратко и експлозивно парче, кое што нуди еден добар вовед за сето тоа што треба да следува. Во текот на емисијата ќе може да слушнеме ексклузивно доста траки од албумот кој што ќе ви го даде од прилика ќе може да забележите што би можеле да се соочите овој викенд, причината поради која што ја го потенцираме овој викенд е промоцијата воопшто на албумот која ќе се случува кога? Повелете сите у петок у Клуб Браво у Буњаковец, го знаеме сите нашето Сиби и Дживи. Точно. Повелете на пивце, дружба и да ја го изрокаме албумов и да си пројдеме јако. Што е повеќе од потребно, значи имаме една слушачка промоција која што ни предстои овој петок и една концертна промоција која се ближи. На 11 октомври во Клуб Хавана заедно со уште 5 бендови на хардкор востание. 11 октомври, тоа е тоа. Така. Македонскиот андерграунд го возвраќа удар. Значи, во продолжение слушаме Долина, композиција која што го отвора албумот Colors of Self на Trendkill. И потоа слушаме Take Offense со United States of Mind. Значи тоа е таа убава комбинација на хардкор и... Да, тоа е еден од сега по-новиве свежи бендови, свежија со звукот и многу се актуелни, имаат многу големо влијание врз моево компонирање, врз стилот на Trendkill. Биле тука до сега два пати, направија многу опасни журки. Дечките се млади, исто така окей, кул за дружење.
што говори многу за тоа како треба да биде односот помеѓу фановите и бендот воопшто. Значи, нема тука подигнати егоа и нема тука Нема. ние сме бенд од голема Ние сме сме настапувале. power metal, шредаме, свириме арпеджиле и такви ствари. Добро, ова на Dragon Force се однесуваше. Конкретно. А не на самиот Power Metal правец. Океј, во продолжение значи на емисијата слушаме Долина и композиција од новиот албум на Trendkill и слушаме Take Offense со United States of Mind и се враќаме во студио со Дамјан Јанев, гитаристот на Trendkill, да ви поправиме муабет за што точно ја очекува македонската метал сцена. Живејте. Вие слушате Радио Канал 103, хора емисијата Дансе Макабре, 243-то издание. Со мене во студиото е Дамјан Јанев, гитаристот на Trendkill. Може да го почнеме онака официјално муабетов за да дадеме еден краток вовед за тоа од кога постои Trendkill и дали има некакви промени во постава, затоа што вие сте константни. Еден од малкуте бендови кои што ја има таа истрајност. Од почетокот 3 години. Така? Значи, паралелно дури ја свиравме нели со Serpent in Fire порано. Тоа време брат ми Симе почна да дупа бубањ, као да вежба нешто. И ја уствари усредно појшевев онаа класика треш метал, хеви метал, така? такви некои стандарден метал. И као почнав при крај на средна, таму 4-та година да слушам нешто бендови као од хардкор сцената, као Madball, Hatebreed, Agnostic Front, така. И тоа изврши влијание. И брат ми ги рокаше тие ствари исто и си викаме као, абе, дај нешто да почнеме да си свириме, неш, да искомбинираме треча со некои вакви ствари потешки, ово, и почнавме да свириме, нешто си вежбавме само ја и он, двајца. Па ја после тај Мише еднаш каде на прва као ми се свига ова. Па ајде да свириш бас. Цепавме така некое време, али ништо сериозно, онака си правевме песнички. Даме дојде у бендот негде 2012-та зимата. Добро се уклопи. Баш тоа што му требаше на овој стил на музика. И од тогаш од зимата вокалот го пополни тој гап на хардкор елементи кои што треба да го внеса тој момент покрај рифовите ние нели што си ги правевме. Кој што има ти треши грув елементи, баш се има таа основна метал дефиниција, ако може да се нарече во гитарско свирење. Па има на джи. Така го има тоа фамозното. Дисторзии. И ги има фамозните дисторзии, ама вокалот многу добро се вклопува во и идеолошки за самата порака која што ја носи бендот и музички. Барем за тоа што треба да го отсликува. Ако еден кросовер. Сагавме некоја така по стрит верзија на некој треш метал вокал, поимањам по old school, као стил на DRA, тој тип на бендови, што пред се би сакале да се издерат јако на проба и на сцена, него да се пуваат, види као можам да држам фалсет или нешто такви ствари, па затоа и он така беше чистиот пренос нели на агресија која што и омраза која што е зачинета во самата музика да излезе без никакво филтрирање од типот на така сурово ро. И убаво се лепи таа комбинација помеѓу хардкор кросовер со треш метал, му дава посебен белек на бендот, онака потписот, мислам дека се старт неќевме да бидеме она цупа класичниот стандарден треш метал. Уште еден треш метал бенд кој што излегол од Македонија, туку баш сакате да има нешто свое. Не дека ги има нешто многу, али мислам дека после Last Act of Defiance, така? Што ми е многу криво што не свира више. Мислам дека после нив не излегло нешто у овој стил на музика и со вокаливе и мешање на стилови. Така. Има у некои песни рецитирање, ќе слушнете све на албумот.
Баш убаво што потенцираш, затоа што баш во контекст на треш метал свирките, ако може така да се нарече сето тоа и во комбинација, затоа што хардкор свирките ги има континуитет, си има, ти има бендови кои што си има свое јадро пред се. Меѓутоа со треш метал е доста проблематично. Го знам периодот кога затоа што ти и Мише имате свирено во Serpent in Fire, нели како во тој период бевме така мешавме многу ствари, имаше и прогресив, тогаш хеви метал, па конкретно со вокалот, нели, промената која што имавте? Ние почнавме прво со Фичо, нели, пееше и свиреше, па влез Игор и тогаш го дефиниравме стилот на Serpent in Fire и тоа не беше баш некој класичен треш метал, туку беше сублимат на повеќе правци и убавината во тоа што беше Serpent in Fire иницираше многу бендови да се појават покрај нив затоа што да сапорт ви требаше на бина и се створи некако вид на интересна микросцена во Македонија на треш метал бендови како Last Act of Defiance, нели, кога се појавија и ред други кои имаше. Бевме ние Vandal, така. Furion, Raven. Тие Да, значи можеше да се направи убава ротација и демо бендови се појавија кои што свираа, нели, на Rockfest и на Loserfest на тие вечери. Добар период беше. Значи имаше јаки свирки. Имавте важен удел за тоа да се појават бендови, да може да се направи убав лајнап за свирка. И имаше места, нели, нормално каде да се свири. За old school метал. Дефинитивно. И таа проблематика ја гледам денес затоа што тешко дека ни на една рака може да се избројат бендовите кои што се останати да ги имаат барем треш елементите во нив со кои што може да се свири. Освен Unending Fury што исто така многу јако пичат, на други не ми текна. Vandal и Raven не знам дали уште функционираат. Фигуративно, да. Исто така они си цепаат, ама и они си имаат свој, нели, препознатлив звук. Да. Меша треше со фолк ствари и сега почнали дед метал да свират, но мора да има бластави, без бластави ништо. Нема. Меѓутоа сепак и тие се препознатливи, а голем проблем е тоа што нема вбризгување наплив на помлади бендови кои ќе може да ја одржуваат дополнително сцената. Да, Trendkill релативно сте возрастни музичари, меѓутоа нема гаражните бендови. Гаражните... Нема, мислам, од овој тип на музика, 80-ти, тој стил ретко има, сега искачаат некои бендови што свират, мешаат метал со помодерни правци, нели, мелодичен дет метал, джент метал. Да, коровите доаѓаат на сцена. Нивното време. Мислам, тоа е поактуелно. Да, меѓутоа, денес кој од тие бендови, а и на светска сцена би можел да се мери и би испливал на површина како тоа што го имаат Big Four, дали во хардкор, дали во треш метал. Реално, фитилот на тие бендови, мислам дека доаѓаат со трендовите и си идат. Барем тоа што можам да го видам на светско ниво. Ретко кој од нив би наполнил на светско рамниште стадион. Има некои бендови така што стварно се издвојуваат, на пример, еве Parkway Drive, не знам колку. Да, јасно. Не слушам таков тип на музика, али има добар фенбейс, да. Може да се каже дека се двојат од целата. Од цела багра, да. Го има тој препознатлив шмек. Кажи ми, каде музицирате, каде ви се наоѓа стационарот? Односно, веќе колку можда 5 години сме у Макотекс, у просторија. Така. Заедно со бендови вака што сме другари долго време и супер си функционираме така. Мислам, може да свириме која сакаме, не се симнуваат чичковци, испрустрирани, да ми гасат струја, да ми бутаат шкорчиња у бравите и такви глупости. Значи, ја нема македонската зајадливост. Да, па тоа е у текстови у албумов. се е олицетворение таму може да се најде на ова проблематика. Кога сме у гаража влезени до сега што све ни се дешавало. Одлично пресликување на најлошите и најдобрите моменти очигледно. Кажи ми за во контекст на концертните настапи, затоа што веќе од 2012-та
сте концертно активни, кажи ми за според твои впечатоци, кога ви се првите свирки, кои ти се најомилените настапи, ако може некој музичар да си го издвои тоа? Па, вак, нас прва свирка уствари ни е 2012 негде пред летото, така нешто, Вардар освои првенство или така нешто. Зиле од Formless Terror ни сконтактира, као ајде свирите, има прослава на школка, викаме ајде. И супер журка испадна, као ние прва свирка, тука Вардар слави Се погодија картите, да, шампион, пивце, вака, онака, здисувања. Супер свирка беше. После тоа истата година летото свиревме со Верка у Хавана, не ни бевме најавени на плакат, на ништо, така. Се убацивте така. Инцидентно се убацивме да искористиме прилика, ајде ќе свириме нешто, ќе го отвориме концертов, као да се промовираме. Одлично, одлично. Свирка, нов бенд. И после тоа имаше некои есен зимо некои дешавки, дечки од Die Hard организира фестивал у Хавана, па тогаш се убацивме, свиревме со нели стандард Hardface. Hardface и Smart, Last Hope беа, Shock Troopers и No Turning Back, многу јак хардкор бенд од Холандија, мислам беа така нешто. Тоа исто така беше убава прилика да делиме сцена со едни од јакиве бендови. Предпоставам дека и тоа е доста значајно и има големо влијание пред се да се... Да, мислам, јако е да делиш бината со некој што си им ги слушал рифоиве и као извршиле влијание врз тебе и звукот и општо. Потоа? Имаше исто така у МКЦ Impact Fest, што го организираат од дечки од Impact Shop. Така. Исто така и они ни помогнаа така да се испромовираме и тоа беше јака свирка заедно со Nihilist. Кога беа активни на времето, уште еден бенд кој што е така. Мислам имаше од Србија Трешер или као се вика овие Надимач. Надимач, така. Тоа беше јака свирка. И понатаму ше некој Die Hard Fest ако имала на промоцијата на Hardfest. Отворивте, ако не се лажам. Исто и тоа свиревме со Агника и дечки од Куманова, со Hardfaced, Violent Chapter од Србија. И оваа година време имаше и со овие дечки од Дамброс, со Апотеозис, нешто такви свирки со поише што се накај стандард метал сцена. Кој што значи тоа е убавината, може може да се уклопиме убаво оклопување имате во секакви. Каква комбинација, да. Затоа што веќе сте хибриден бенд, значи нормално пуританизам нема во музика денес, меѓутоа сте убав хибрид кој што може да биде составен дел и од хардкор свирки, кој што и тоа како си се држе и фановите се држат и самите бендови воопшто меѓу себе, а и ете со black metal очигледно дека и со прогресив може да се најде некаков заеднички јазик. Ние сме долго време другари со луѓе, мислам, знаеш, се париња 3 литарки тука, бамбус ствари со Furion и Scattered исто така ни беше ствари тоа последната во блок 20, тоест во Хавана, што беше одлична свирка. Да, мислам дека тоа ни беше една така, можда најака свирка, појма немам. Одлична енергија, одлична атмосфера и добар фидбек. Ми се другари од средно, Scattered ми се исто така, долго време ги знам уште која беа тука во Стив студентскиот сум тремел со нив, сме свирале на 5 ватни појачалца на гитари за мешање ајвари, 300 чуда. Ама ја имала желбата и ја имала страста да се свири. Така што убава комбинација со било која групација и да седнете, затоа што од една страна носите свеж звук и енергичен настап, што конкретно од публиката има секогаш добар фидбек. Тоа барем е загарантирано затоа што го препознава квалитетот. За овој тип на музика, ако не е вклучена и публиката, мислам дека ќе биде многу безвезе, ние да театрално би било во друга страна да се свири од една страна само. А вие добивате барем на последната свирка во која што можев да ве гледам во Хавана беше диво.
Буквално беше добар фидбек, имате како што треба. Како што треба да изгледа една old school metal hardcore свирка. Значи мошо и стејдж део и све. Ги имаше сите што- потребни елементи, да. Меѓутоа има еден феномен, најде да го продискутираме, не знам твојот став како е околу него. Во поглед на поделеноста во контекст на самите посетители и фанови на бендови што има. Ми го напоменуваш фактот за скетерт и дружењето со луѓето и воопшто. Овај проблем го имам забележано на неколку свирки на бендови кои што се надвор од Скопје и кои си носат своја публика и го има истиот проблем кој што има таа поделеност, као луѓе кои што се дојдени само за еден бенд. И она буквално имаме на местата кои се полнат и празнат за секој бенд, сосема различна публика. Малку ми е дережирачки тоа кога го гледам искрено, секој си има право да си слуша што сака. Ама ако веќе луѓето се додени на една метал свирка, зошто да не се поддржи и да се слушне нешто ново, мислам. Па, ви како што кажа ти се, секој си има право да се слуша што сака. Јасно. И стварно ја не можам сега да отидеш и да му речеш на некабе седи као гледа го бендов, као можда и ја мрзите и тип на музика, можда и фаците не му се свијат, појма немам, али сепак пак ќе се навратам на периодот 2004, 2005, 2006. Пред тоа сум бил, не знам, копил, не знам што се дешало, можда сум бил на неколку свирки на школка или на коцкава кај Еване и такви некои ствари, ама уште појма не што се дешава. Така, не си бил толку. Али периодот кога и ние кога почнавме да свириме со Serpentine Fire, имаше многу јаки свирки, Вулкан се дешава, имаше публика од секој Баш се меша луѓе од све. Панкери, скинери, дед металци, не знам, рапери, сите онака се дружат. Многу другша некако атмосфера имаше, а не беше ништо ново као да речеш еј свирка се дешава, ај ке идеме, не знам, ќе правиме глупости, туку не знам, појма не. Се дружеа луѓе, имаше циркулација на различни расположение, имаше меѓу луѓе од секој бенд секој се поддржува онака, се испадна работа на крај доаѓаат само девојки и другари на бендот, да. Па ќе се симнеш ти од стена, ќе свира другари во твој пред тебе, се дешавали такви ствари до сега, така да не знам што се деси со сцена, мислам, има уште онака се дешаваат свирки, да се дешава да се напуни Хавани по 500 и по 600 луѓе, али убавиот муабет за Вулкани за места како Кастро и како други локации е дека имаше места каде да се свири, различни места зборуваме каде што може да се свири број 1 и број 2 и без разлика тоа што беа места кои што збираат максимум 100 луѓе, 200 имаше внатре. 300 имаше внатре, се надминуваше секогаш бројот на капацитетот на местото и никому не му беше проблем. Исто тоа и заборив и тоа да го спомнам у Скопје, има само еден клуб кај што можеш да правиш свирката. Што реално е голем проблем. Не знам како идат стварите со организација, мислам дека таму малку е така постегнато и покомплицирано, али без везе колку сме скоро милион у Скопје да има само еден клуб. Каде што може авторски бендови да свират. Не зборуваме нели за клубови каде што може тезгарење да има, тоа ги има колку и да сакате. Меѓутоа за авторска музика ретко кој одлучува да дозволи да се направи еден мини фестивал или што и да е. И тоа е еден од големите проблеми, барем денес што можам да забележам. Јас сама се снаоѓам и како што знаеме и умееме, претпоставувам, таа е девизата на македончето. 150 денари, 0,3 златен, и компанија, да. Меѓутоа одредени навики треба и да се променат и повеќе да се вреднува воопшто и самите бендови, времето кое што го вложиле за да создадат авторска музика и средствата и трудот кој што е во едно издание. Значи, од една страна да се испочитува пред се
што значи авторство во музика и која е тежината. Ако веќе сте, последно конкретно тој проблем го имам. Ако слушате треш метал, треба да ви биде гордост дека имате македонски треш метал бендови. Ако слушате дед метал, треба да ви биде гордост што ги имате македонски, затоа што некој од вашите наомилени бендови тоа го прават и тоа тука го прават. Мислам дека тоа треба да се почитува повеќе. Па треба ли? Не знам дали е до интернетов и последниве, сега да не звучам као некој да е стандард клише, муавет, јаве интернетот заеба све, Facebook, YouTube, симнување на албуми, али некако сите као стана стручњаци, као секој си се држи до своево, не, ова не ми се свија, гитаристов као треба да го научи тој шред, ова не го извежбал као што треба, не ги бива, а уствари тој е истиот гитарист, не знам, за еден месец треба да плати просторија за да го направи тоа, треба жици да купи, превоз и 300 заебанци, барем и едно пиво да се напие на. Да, ако може да стигне и до тоа да си го допушти, да. Не збориме за времето или ако е запослен металец. Да, и тоа е уште поголем проблем да се најде простор и време за тоа. Меѓутоа треба повеќе да се даде внимание и почит, затоа што имаме многу помалку изданија во годината од метал бендови и се ретчи сцената се повеќе и повеќе. Се помалци и помалци. Добро, последно време почна да искачаат некои ствари. Hardfest извадија нов албум, Амброс извадија, Cortex, Cortex и Апотеозис, исто така. Има на Unending Fury снимаат албум. Мене ми е мило онака така што искачаат изданија, али луѓево попрво би седеле у парк и би пиеле, не знам, 3 литарка, него да отидат и да подржат. Едноставно не мора да ти се свига, ако више си дел од таа сцена, поддржи го бендот, не мора да ти се другари, не мора да ти прави кеј музиката што ја свират. Туку валја само ние што сме вака од бендовите си го сваќаме тој муабет, колку вложуваш во ова, а колку некој металец на сепариња со, не знам, со... Сите прешивачи од бендовите што ти влијаеле тебе да ја создадеш музиката, тоа е муабет. Ќе застане и ќе рече дека зошто да давам, да плаќам карта да и гледам бендовите кои што го свират тоа што го носам на мене. Меѓутоа тоа е проблем кој што треба да се ресетира. Све стопати, ама присутен е тука, као слонот во собата кој што се наоѓа и сите треба едноставно со прст да го покажеме. А тоа, интернетот го начекавме во една таква фаза со тоа што подостапни се работите кои што сме се мачеле да ги наоѓаме пред 15 години. Значи, кој што требало населби и градови да поминеш за аудиокасетата да ја преснимиш. И тоа би требало да ја олесни работата. Меѓутоа, од друга страна не прави помрзеливи. Сега, например, бендовите што ќе издадат нешто, ќе го стават одма следниот ден албумов и за спуштање. Така. Некој ќе го начека тој на готово, али пак нема да го посети тој истиот бенд. Значи, му ја даваш музиката и без пари. Така. Значи, најмалку што може да направи да дое на свирка. Да. Од тој кеш, значи нема кеш тука, не правиме муавет за прање кеш, туку од парите што некој мал плюс што ќе излезе, кога искача плюс, тој бенд ќе го искористи за, да речеме, да иде на турнеја или да направи мерч, нешто. Или наредно издание да се рефундираат парите. Жици ќе купи или појма нема, таков некој муавет. Меѓутоа, тоа е вечниот проблем со кој што очигледно дека секоја сцена ќе треба да се бори и едноставно медиумите треба да застанат тука и барем со едукативниот дел да реагираат. Меѓутоа, знаеме колку ги имаме и колку ги немаме тука. Барем имаше некои емисии, се дешаваше нешто, као беше со Кордис, нешто имаше и магазини, фанзини излегуваат, денес нема
Така, Даре го водеше Влаче вампир. Морал водеше едно време емисија, нема врска, пушташе јаки ствари, дечко. Да, Рок кафе беше Да, континуирана, секој ден ја имаше и тоа изврши некакво влијание. Памтам втора смена пред да идам на средно го пуштавме тука, влача рокаме нешто King Diamond, Пантера. Ке се погодеше некогаш, Да, некогаш не. И Македонски Headbangers Ball имавме во Да. некаква миниатурна И верзија. идеш на школа со ранец од ранг, со елекот задоволено накасил. Си начекал нешто, си Да, да, фатил. Помеѓу сите Bon Jovi и Guns N' Roses се погодило нешто. Да, тоа не можеш многу да пушташ на YouTube, не ги тура тие цели албуми. Така. Меѓутоа ќе видиш Оста. некое спотче и тоа извршило влијание за голем број од луѓето да го слушнат, конкретно на младите, што викаш средно, да го слушнат тоа и да изврши некакво влијание. Искрено, ајде ќе се држам за самото име, затоа што очигледно дека влијанието од Пантера е иманентно и неизбежливо. Great Southern Trendkill е една од првите аудио метал касети кои што сум ги имал во животот. Така што мене на носталгија ме купивте. Диск оригинал за роден ден од Даниел, што ни беше бумјар, Джейсон и Serpentine Fire, така. Супер. За имево, Предпоставувам дека таа е... јасно е, мислам, у музикава паралелната. нема што многу да се... Можда некој моменту со лажите или рифоите, мислам, 90% од бендовите што искачаат сега се под влијание на звукот од Пантера. И тоа како? Иако секој обид за да се реплицира нешто од звукот на Пантера е Се тотален губи во дебакл, почеток, да, не да. треба ништо да се пробува. Тоа ја може да имам малце влијание од звукот на Dimebag. Не Имаш, сега да не биде тука Мој скромно. омилен гитарист, мислам на Тоа не е некој лошо. мој- Воопшто, тоа е баш пофалба за делото кое што го има оставено Dimebag за себе, Да, затоа да. што е страшно Мислам, влијателен. нема врска само за него, на некој мој омилен гитарист, не знам, Ван Хейлен. Да. Сага тој стил да го цепа. На некој мој омилен, не знам, од овие джентериве што цепаат по 8 жици, па сага тоа да го цепа, разбираш. Меѓутоа на тебе едни од поголемите влијание кое што ги има оставено и тоа како забележливо е во и музиката на звукот и Тренкил. стилот на свирење има влијание. Мислам, ја исто така си ги почнам и овие Кирк Хамеците, тие олдскулерици, Гери Холт, Ван Хейлен, Флойдови, нешто Сквилови и такви ствари. Али секако, нормално си гледам и нешто мое да убацам. И тоа како? Секоја рука си има свој шмек. Так. И тоа му дава поголемо значење и на самиот материјал кој што излегува, која ќе се комбинира. У композиција, у стилот на музика, мислам дека нема некое влијание, рифови, у стил на пење и такви ствари. Единствено ни беше влијание у имево као, знаеш, многу почна некои не зборам за музика, општо светот почна да искачаат некои сумњиви трендови. Така. И као, не знам, ја го слушав, мислам кој некој момент го слушав Great Southern Trend. Така. The trend is dead и Така. тоа е тоа, разбираш. Значи не мора да тераш нешто пошто тоа го има на телевизија или пошто некој тоа Е популарно моментално, да. Дека е кул. А повеќето од тие ствари што се популарни сега знаеме дека се тотален булшит. И е една фора која што се продава за како што вика во самата песна на Пантера, вика во продавниците за 99 денари. Така, if hell was in, you would give your soul. Ете така. Значи, Анселмо знаел што говори, кога ги кажувал тие Предвиде фамозни стварите. елементи. Конкретно и на самиот албум, нели, има таа епистоларна The Underground in America. Да, и тоа говори за неговата сцена. Све у пизду матер. Так. Значи, и тоа како убав е изборот на името кој што говори за големите влијанија кои што ги имаат Пантера извршено, меѓутоа не само во грув аспектите и во треш метал воопшто синонимот, убава симбиоза е бендот, барем колку ја што можам да забележам помеѓу хардкор сцената и кросовер и треш. Имаат срушено све, хеви метал, гранч,
све што има излезано, он излева и тоа е тоа, stronger than all. Да, и луѓето занемеа после нив. Така што Многу бенд со став, онака, што има извршено влијание врз сите модерни бендови сега што цепаат. одлично. Може тука да направиме една кратка пауза. Во продолжение на емисијата ја слушаме композицијата Enemies, која што се наоѓа на новиот албум на Trendkill, и потоа ќе слушнеме A New Level ќе слушнеме од Пантера, бендот за кој што доста ви го оборевме во оваа емисија, и секако Dirty Rotten Imbeciles, односно DRI со Syringes in the Sandbox, значи нешто таа И агресивност. тоа е помрсно, па ова е нешто од последниот нивни албум, значи чекаме од DRI, не знам колку време албум. Така, не беа доста али ова, активни. ова е нешто од по-металските нивни ствари. Значи понизок штим и ќе се осети многу исто влијание од Пантера до сега што зборевме. Неизбежно е тоа. Ги слушаме и го промовираме новиот албум на Trendkill, Colors of Self, и се враќаме назад во емисија по музичкиот блог да направиме муавет со Дамјан Јано, гитаристот на Trendkill, за и во поглед на сето тоа што може да го најдете на нивниот нов албум. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, во емисијата Данс на Макабре, 243-то издание, посветено на новиот албум на Trendkill, Colors of Self, кој што ќе може да го добиете премиерно во вашите раци и носачот на звук во овој викенд. Конкретно промоцијата е закажана овој петок во клубот Браво во 21 часот, претпоставувам дека е тоа време. Ќе бидеме таму и ве очекуваме. А во овој блог со мене во студиото е Дамјан Јанов, гитаристот на Trendkill. Ви ќе продискутираме малку што точно се наоѓа на ова издание, односно што се крие во кои се тие бои кои што ги имаме сите во себе, односно што е тоа што овој албум го издвојува од другите. Кажи ми прво нешто за самиот изглед на изданието. Кој ви го работеше омотот и зошто оваа стрип верзија воопшто? Па, омотот, буклетот, цел овој дизајн го работеше Наско Џордев Чави, значи голем поздрав до него, многу јак дизајн извади дечкото. Значи, у старт кога мислевме што како да биде омотот, буклетот, дизајнот, преден, заден, сите тие ствари, сагавме да биде нешто по-позитивно, као поише да им упадне на луѓе у очи, онака да остане сликава у глава. Так. И као у старт не ќевме да биде онака некој стандарден метал омот, знаеш, со црнила и со експлозии на сите страни во контекст на треш метал, онака во цел свет гори и Hell, Satan, орките тука, елфови и такви ствари, појма нем. Туку гледавме амбиентот да биде, да се поклопува со звукот на албумот. Значи по-стриповски као што кажа, и да даде еден по old school шмек на целото издание. Мислам и стилот на Наско му е таков, он има и претходно некои изданија со неговиот бенд со Outlaw и суше некои, таков му е стилот, он ни најави уште на почеток дека ќе проба нешто да искомбинира од неговиот стил и од нашиве, знаеш, мрачни металски ствари. Значи, има ова човечево што е на средина. Некој, барем стрип манирот мене ти имам кажано дека ме подсетува на Антракс и ме подсетува на нивните потфати кои што ги имаат со Марвел. Има некој Има барем изборот на начинот да се, затоа што многу е важно да се реализира. Многу е важно за омотот, буклетот, дизајнот воопшто, затоа што тоа е првото, нели, што еден бенд ќе дали ви се допаѓа или не. Тоа кога го зимаш CD-то, тоа го гледаш. Не, има и многу бендови што имале на омотот нешто ништо што уствари што немале, али и сами се сликале и се ставиле фотографија на омот, да. Свој момент онака и шмек.
Кажи ми, каде е сниман материјалот на овој албум и кога, во кој период? Албумов го снимавме април, така нешто почеток на април почнавме во Almost Famous студио и го работеше Горан Ристевски, значи гитаристот од СМАТ. Исто така многу би сакал да му искажам голема благодарност, пошто дечкото стварно ни посвети многу време, значи го правеше ова од април до сега, до пред 2 недели, така нешто, значи увек нешто беше како чекај брат, ќе го направиме боле, ова не ми се свија, ќе го направам боле. Ја ностомо викав, као брат, куле, супер, јако звучи сега, како не, ова ќе осредиме, чекај, ова ќе додам, ова ќе извадам. Перфекционизмот му излезе од прв план. Да. Мислам и ние исто така се посветивме тен на свирење во студио, особено јас као еден гитарист у бендот, која песниве ги пресвирав по 100 пати, таму му легнав на сепаре, му заспав еднаш кога се дешаваат циркузи. Него тоа е многу се посвети на звукот и многу сум задоволен, особено од гитарскиот дел како излезе, пошто ја си сакам така малце помрсничко леер, цел дзит од звук онака од гитари. Значи увек му викав као чекај малце, тука гитари покачи малце. Поагресивно, крени тоа. Абе нема вокали, нема ништо. Викам кој ги е? Дај гитари. Не, се заебавам. Све мислам дека све е убаво избалансирано у звукот. Посветивме така доста време, мислам не дремевме у студио со месеци, со години, као што прават големија бендови, ама тие може да си дозволат. Да, јасно Металика може да си направат студио каде што ви дремеле, да. Нема да искачам дури, не звучи као, не знам. Кога да биде спремно за експлозија. Што и го имаме овај потентен материјал што е пред нас. На албумот се наоѓаат 10 композиции. Кажи ми зошто направивте избор да има македонски и англиски теми? Зошто се одлучивте да одите во двата правци? Со песниве што имаат текст на македонски, можда целта ни беше да биде по-прифатливо и по-певливо, да кажам, за домашнава публика, пошто сепак ние не сме излегле до сега да свириме у друга земја. Значи, од една страна сакавме да даеме нешто и на домашнава публика и нешто да излезе надвор, разбираш, да те сватат што збориш у песниве. Така, да биде задржан есенцијалот на идеологијата која што го води бендот. Меѓутоа, веќе добро сме запознани дека македонски треш метал бендови, тоа како добро звучат кога пеат на македонски. Така, да, ги имаме тука Санаториум, Орион, СМАТ. Значи, Юрион имаат некои песни на македонски. И не треба да има никаква стигматизација околу тоа дека ќе се пее на македонски јазик, затоа што од тука сме и твориме дел за овој пазар. Нема врска на некои од песниве сме пробали англиски да ставиме, но поубаво лепи, поубаво лежи. Не знам кога ќе добиеш некоја таква комбинација, поубаво звучи и бојата на гласот на вокалот која ќе испее на македонски, на англиски му е друг стилот, може да и малце порежаво, поагресивно, понападно. Ама во секој случај е интересно да се погледнат тие две димензии кои што ги има бендот. Само уште еден слој повеќе ви дава на тоа кои се можностите и каде може да се носи. На крајот на денот самата композиција музички ќе ви каже, ќе ви соопшти на вас на кој јазик треба да се приде на ова. Производ е битен. Него поема може уиднина која ќе станеме звезди, имаме автобус со шампањаци и кокаин и такви ствари. Може ќе направиме реиздание, ќе ги смениме песниве со македонски на енглески на македонски. Нема врска се. Камо, тоа после 10-тиот албум слободно може тоа да го направите. Мислам дека барем на Greatest Hits на компилациите што ќе ги имате, да имате барем некаква промена. После настапов на Monsters of Rock.
Hellfest, така нешто. Така, или на Вейкен евентуално, Да, онака, да. на некој мейн стейдж, Ќе пошто видиме. во ударно време. Ќе биде, Ако сето ги се тоа ќе доволат биде. условите. Ќе биде тоа ако продолжите да свирите и ако останете верни и искрени на тоа што треба да биде како музичка креација оставено зад себе. Албумот го отвора Долина, една композиција која што можеби најмоќно допира до сите хардкор елементи кои што ги има идеолошки пред се. Значи, честноста, искреноста, сите тие Да, елементи да. кои што треба да го изградат човекот кој што денес па можеби и ги нема. Во тој дел на Па, вредности недостасуваат. Општо ја одбравме и музички што е така аранжиран и ради текстот и ради насловот на албумот. Убаво влага и дава една првата слика ја дава за албумот, општо обработена са подетално ако правиме муабет. Се работи за некоја тако звана оаза на мирот што би требало Така. да биде, што сакаат да не прават нешто тука. од Една порано. утопија. Да. Али уствари испаѓа на краја и некоја појма немам, долина сполнета со зло, нечесни луѓе, народ што е проколнат сам себе си, да се јаде, никако ништо да не успева и да не просперира. И да гние во тоа мало парче земја каде што е первертни ставена. ствари и тоа е тоа. Интересно е тоа што барем во сите композиции го има онај убав елемент на потенцирање на храброст и сила, конкретно го има тоа во Долина. Односно, го има тој елемент на кога се турка кон нешто позитивно, односно се турка кон истрајност и се турка кон зацртаните цели да се и тие вредности кои што ги се напоменуваат во Долина да се истуркаат до крај. Мислам, упорноста се гледа Тоа сме буквално во валјда секоја ние композиција. Металци беха, демек. Истрајни до крај. Слобните металци, али си Имаат неколку држиме вредности. до вредностите у И до убедувањата кои што си ги имате. општо Да. за цела андерграунд сцена правиме муабет. И прекрасен ви е стих од нашите рани сведочи. Мислам, тоа е едно од најмоćните и се гледа на колку Тоа е тоа. го чекам тоа на свирката да вашиот вокал да го произнесе, така моćно. Субацуваме тука. Да, имате тоа, агресијата излегува на површина. Агент на смртта е втората композиција на албумот и една убава тема за лоцирање на лицемери и предавници во еден микрокосмос. Да, па тоа е уствари надоврзување на прва песна, значи одиме тука у можда и некои луѓе ќе се пронајдат у текстов. И треба. За, тоа се од обичните смртници, нели, ние меѓу народов што сме и што се познаваме меѓу себе, што некати глумиме другари, не знам што, до овие големиве фаци што ги прават срања во земјава. Али општо беше критика кон лицемерие и такви излишни пријателства и такви глупости. Тоа е една од интересна тема и во која се повторува на, ако не се лажам, на осмата на Enemies, на англиската верзија. Убаво е тоа што и во англиските композиции буквално се задржува интенцијата, намерата се задржува на бендот и многу искрено и блиско е до тоа. Конкретно на Enemies ја имаме таа мотивот, нели, пријатели кои што така се промениле одеднаш и го криеле тоа, нели, лицемерието го криеле второто лице и стануваат непријатели. Па, да, секој од нас го прошал тоа во животот. Неизбежно е со тоа да се соочиме. Такви се текстови, да, не се некои посебни филозофии. Меѓутоа се искрени и се брутално искрени до тоа што се крие под кожата човечка, онака со тоа што секој се соочува секој ден на улица, значи нели животот имитира уметност, уметноста имитира живот, меѓутоа тоа што треба да го има треши хардкор идеологијата, да допре до слушателот најискрено што може и да влезе под кожа. Така, можда
знаеш, овие стандардни треш метал бендови што се обработуваат некои други теми у Заговори или текстови, значи, апокалиптични да, теми? Да, антирелигиозни, Така. не знам, против предрасуди, не знам, такви Така. некои ствари, Социјално национализми, ангажирани. патриотизми, глупости, ние не кефме да се зајабаваме многу со тие ствари, пошто веќе денеска секој е припаѓа у некоја група, у некоја идеологија и све што прави мора идеологијава да стои позади него, разбираш зашо го правиш тоа, па зашо сум, не знам да речеме, националист или антинационалист, антифашист, фашист, значи тие мислам дека се одамна пројдени ствари, без никаква критика за бендовите што го фураат тој стил, али ние сакавме да се отргнеме од се тие ствари. И да говорите со собствени зборови, а не со сакавме нешто да биде исто како што е представено на омото, значи нешто што го осеќаш секој ден, секој невие. Состав е дел од себе што е. Никогаш повеќе на еден убав кросовер, буквално, она баш допира и до тие елементи, барем на музичко ниво, онака го има тој old school шмек кој што треба да го има. Меѓутоа, е една интересна композиција која што допира до очајот кој произнесува од борбата со внатрешните демони и со грешките кои што се раѓа од тоа. Кажи ми нешто повеќе за ова е интересна тема каде што имаме еден мотив кога се соочуваме со своите недостатоци како пречка. Барем јас тоа го забележав од песната. За никогаш повеќе. Па ќе кажам, значи тоа се работи секој што ги прошал својот живот, без разлика као ги прошал и као ги истрпел, некои се по емотивни паѓаат у некои позаебани ситуации, некој ќе го исепа тоа полаво, без разлика секој си е различен или си има свој стил на справување со стварите. Али конкретно за оваа песна, најверојатно вокалот, значи Даме сакал да каже некои ствари како ги доживувал до пред некое време и како би ги доживел сега, од која више тоа го има пројден. Од кога се соочил со сите тие планини и демони кои што се појавуваат во него. Меѓутоа, интересно е тоа баш како од друга перспектива се гледаат нештата, од како веќе човекот е оформен и се има соочено и со своите грешки, а и со искачувањето на овие планини и борбата со сите тие внатрешни демони, како ја има барем во тој дел на повеќето ваши композиции, силата и е променет човек и тие грешки го има направено да биде поистраен и да биде посилен за да се бори против нив. И променет од тоа што бил претходно. Мислам дека тоа е една... Не давате само онај негаторски став за сите корумпирани и трули нешта, туку нудите да биди истраен и на крајот на патот, ако останеш свој со себе, свој покрај себе, ќе добиеш тоа што ти следува. Така? Джон Маклейн, умри мушки. Отвори очи е четвртата композиција на овој албум, еден одличен рип. Така, убаво разложување ја отвора композицијата, значи прекрасно. Има тука и малци блузче, има и треш. И рифиште едно масовно има. Кратко соло. И да, и каде басот и тапаните, она ритм секцијата на бендот и тоа како се слуша, што прави. Тоа е, мислам, не е ова ништо ново ние што сме го извадиле да иде соло и у позадина да иде само бас и бубањ, значи тоа го имаат пред нас Пантера и некои. Јасно. Али чисто ние сакавме истиот момент да го цепаме, пошто у тој момент не доаѓа у израз само гитаристов, као видете, тука шредам нешто, така најбрз, најфеноменален сум, да. Доаѓа до израз и басов, као цела ритм секција, онака, убаво избалансирано, значи му доаѓа ствари као
соло на сите инструменти у бендот. Ја се паметам, баш така. басот ме следи. И одлично звучи тоа во живо, мислам кога може секој елемент да се слушне. Ретко најчесто со звучувањето се има тој проблем на одредени свирки кога во случај на две гитари, прек поклопување и хаос се случува. Значи ако не си некој да речеме спремен со опрема, така? Да имаш милион педали пред тебе, значи таа работа останува на тонецот, тој треба да те прати као еј чекај види го овој соло свири, че ја го попуштам, така? па го стишам по ова, освен ако не си регулираш сам тоа напред со опремата, а вака таа работа ја избегнуваме, значи ја немам потреба ни да ме попушта некој ни ништо, само си свирам соло, басот доаѓа до израз, бубањот. И буквално секој елемент што го прави Trendkill, тој цврст и агресивен бенд што е, доаѓа до израз и тоа допира до публиката. Тоа ги вади и тие сурови емоции. Интересно звучи. И Што тоа има како? добро грувче. И тоа како. Само да не забораваме да потенцираме, Nothing to Prove се викаше првото EP издание, кое што излезе, кое што содржи композиции од овој албум, меѓутоа беше претпоставувам снимено пред излегувањето на албумот. Истиот период го снимавме пролет само 2014. На овој албум ги имаме преснимено тие 4 песни од EP-то, додавено нови моменти, извадено некои непотребни ствари, имаме плюс нови 6 песни. И еволуцијата на бендот, како што претпоставувам дека веќе ова го потенцираш, одредени елементи во созревањето во периодот додека се правени овие песни, нели самите мутирале, нели како што викаш извадени со одредени делови. Нели претпоставувам дека како расте еден бенд и како еволуира, тие песни што се поразлични, поспори на албумот, да речеме, тие се уствари тие последните што излегоа, што ги направивме пред да влеземе во студио да снимаме. И две песни се мислам така што со полабаво темпо и сакавме да пробаме нешто да внесеме поише од знаеш, да не биде брзо и енергично, туку да има малци по хеви ствари да удира. Субстанца да има повеќе во формулата. Добро, то условно земете го во предвид споро, затоа што не станува збор за балади тука. Нема инструменталки или нешто така некоја. Сексизмот на страна. Албумот далеку од тоа дека има балади и далеку од тоа дека успорува, значи тука еден такт помалку е воспорено за другото. Може и жени некој ќе се најде текста, појма немам. Во текстовите ќе унисекс, мислам дека секој се има соочено со предавство од пријатели во неговиот живот, секој се има соочено со лицемерие, секој се има соочено со луѓе на кои што им било кажано како да размислуваат, а не со своја глава да истуркаат до крај, така што тука нема полова пределба, мислам дека овие универзални вистини кои што ги има на албумот си држат вода и тоа како до ден денес. Confront the Pain е петата композиција на овој албум, еден Пантера Becoming момент имаш на неа. Меѓутоа исто така има потенцирано соочувањето со најтешките моменти кои што некој човек ги има. Една тематика која што е составен дел нели од бендот и како таа губење на доверба во еден човек се потенцира колку што може да забележам во бендот. Ова мислам дека е најлична песна. И мислам дека главната порака што да го испрати текстов е колку е способен човекот кога е турнат више до зидот, до ќош кога е турен, кој е турнат више на работ, колку е способен да даде све од себе. Да има врска кога се соочува со најголемата болка во животот, без разлика дали е емоционална или физичка. Губење на некој у животот, не знам што, блиски луѓе, значи болката си раѓа продуктивност во уметноста. И секогаш е одличен стимул. Уствари болката е еден од водечките елементи и инспирации за да излезе од површина тоа што човекот го имал во себе, а само во тие моменти очигледно дека дознава кој е и што е.
и го прави по истраен, односно го направи тоа што како што веќе го имате тоа во текстот. Тоа сите што си треба денес. го слушаме Аца Лукас. Далеку од тоа дека тоа е некаков синоним за истраеност. Heavy metal. Да. Само на изглед, никогаш на дело. Мислам дека тој ќе се најде во некои други песни од другата страна на нишанот кој што го имате ова. Металет проба као нешто да прави за метал, али не знам што. Некогаш на времето и никогаш повеќе. Како што тоа го потенцирате. This Chains е шестата композиција за една тема која што и потенцира промените низ кои што еден човек поминува, односно кинењето на синџирите, како што забележувам, за да се соочи со тие нови предизвици, очигледно. Па и ова може да го направиме муабетов у контекст на бендот и Така? нашето творење. Не нашиот бенд само, туку Така? општо зборам за цела сцена тука за бендове, можда на тоа да се однесува. Така? И општо за сите таленти и способни луѓе што се тука у нашава земја, држава, за сите репресии и ланци што го држат. Така. Што не му дадат да излезат стварите од него. Така, креативниот импулс кој што и сами од себе си го потиснуваат, а и од надворешни влијанија, потенцирате тука да се бори се за тоа што си и тоа што е твое. Па, тоа ако веруваш дека си способен и дека можеш, мислам дека не треба никој да те задржува у нешто. Во некаков си синџир, дали е имагинарен, дали е присутен или се присутен, или е едноставно онака стравот, можеби, кој што и кочи од успехот на крајот на денот. Punishment е седма композиција на овој албум, една доста брза и екстремна може тема. Не најтрешерската песна, да. И најдиректна пред се Да. во самиот текст. Има тоа некој straight to your face stuff. Така. На оваа песна исто така ни гостуваше Дино Змајот. Тоа е басистот од Short Fuse Heroes, тази хардкор бенд. Одличен бенд. Он уствари требаше да пее кај нас, али не знам поима, немам, сакал доктор да стана, не знам што му беше, не ќе продолжи. Ако? Он ни го напиша текстов за Punishment? За песнава. На EP-то е снимена само со Даме, со нашиот вокал, и решивме као дај нека има некој гости на албумот, така. Така, он го спреми текстот заедно со Миша, нешто заедно го пишува и као ај ќе снимиме заедно, ќе направиме некоја комбинација и испадна многу супер. И тоа како една моќна и Многу јако, експлозивна да. тема. Осма композиција Enemies, за која што говоревме за пријателите кои што Ова више така натаму агресивниот дел од текстовите и темите у текстовите. се прелева Punishment во Enemies, онака се конкретизира целта. Бесот е покорисен од очеот. У секој случај. Така затоа што води кон нешто, ако да, ништо друго ги поместува нештото од точка 1 до точка 2. Меѓутоа, ова е интересна тема за тоа како одеднаш пријателите одлучиле да го покажат своето вистинско лице и да станат нешто сосема друго. Предпоследната тема на овој албум е We Will Rise, една доста металска композиција, она баш идеолошка за опресијата. Ова е више као ги рушиш сите препреки у животот и стануваш ти тоа што треба да бидеш, тоа што си замислил во главата дека треба да бидеш. Тоа е убавината каде што буквално потенцирате дека како причинители за поставување на тие пречки за било каков успех имате губитокот на совеста и егото како грижење за него наместо да се има некаква си, не знам, вредност или цел кон која што треба да се оди, односно борбата на суети, која што очигледно преовладува секаде околу нас. Тоа кај нас го има, особено меѓу бендовите. Така се се присутни. Што го правевме предходно.
се присутно станува Мислам очигледно. дека луѓето треба да излезат од тие глупости. Да, и Што да, не ти носи ништо. Тоа. да, ништо продуктивно на крајот на денот. Никој ништо не добива. Никој ништо не Да, добива тоа е од тоа. мало. Туку сите губат. И на крај ја имаме Power to Decay на композиција која што го затвора албумот. Ова е скроз, значи темата у оваа песна е скроз малце по-различна од претходниве песни со текстовите. Се работи директно еве ќе ги искритикувам и ќе ги означам у разговоров, значи се работи за сите големи луѓе и политичари од што биле тука од не знам кога, што ја уништија и младината и нас металците као не ни даваат работа, незапослени металци, ова, она. Добро, значи. Шишете тоа, брадите, шишете кој се, не, се заебава. Туку стварно е отворена критика кон сите големи луѓе, значи наводници, што успеа да земат нешто од нас. А земаа многу. Дел и од душата, дел и материјален очигледно Да. од телото, значи и од душата и од телото. Одлично, може да направиме тука една кратка пауза. Ќе слушнеме Confront the Pain, петата композиција од албумот на Trendkill и ќе слушнеме може Antisocial од Anthrax, да слушнеме уште некоја композиција која што и тоа како оставила отпечаток во сето тоа што може да се најде, барем еден молекул во сето тоа што го имаме од овој организам кој ќе може да го имате во вашите раце во петок. Потенцираме уште еднаш во Кафе Браво промоција на албумот Colors of Self на Trendkill. Вие слушате Радио Канал 103, хора емисијата Данса Макабре, 243-то издание. Со мене во студиото е Дамјан Јанев, со кој што во претходните блокови ви говоревме за новиот албум на Trendkill. Colors... Првиот, првенчето. Првенчето на Trendkill, Colors of Self, кој ќе може да го набавите во петок. Така, премиерно, што викаме во жанровски термини. Да може да го преслушате во Кафе Браво во 21 часот. Додека одеше овој музички блок, јас и Дамјан си направивме еден убав муабет за дознавајќи, барем јас лично, дека гитаристот кој што се наоѓа со мене во студиото е добар познавач на хорор жанрот. Конкретно си има своји погледи и своји ставови за тоа што смета, односно дека треба да биде еден подвид на квалитетен хорор филм, според него, и ми потенцираше дека си љубител на слешер филмовите. Така да, тие олдскул класици од времето, мислам, си го имаат оставено белегот. Така, значи, можеш да ми кажеш кога беше првиот филм, ако можеш да се сетиш, претпоставувам дека во детство бил првиот хорор филм кој што го имаш гледан? Сега, нема врска, овој не е слешер филм, али Така. прв некој така што ми извадил од Кожа? кожа беше Екзорцист, овој најстариот 70 некој. Трета, да, на Вилијам Фридкин, да. Бевме у кино, онака и бевме дословно, не знам, 12-13 години, со сите тие ефекти у кино и сите тие сцени, ја од тогаш го немам извадено од глава тој филм, а инаку у слешер филмовите јас влегов у таа работа покрај еден другар, Дарко Стоевски, Шваба. Валјда ме слушали, појма нема спие. Он као, брат, ајде да ги гледаме овие стари, и ние, ајде, нема врска. Почнавме со Nightmare on Elm Street, Halloween, Friday the 13th претпоставувам дека се гледал. Да, секако, Candyman, Hatchet од новиве, Куклава, Чаки? Child's Play. Што имаше друго од слешери од овие новиве? Hellraiser, не знам дали се гледа. Тоа е више Flesh and Power It Holds. Така. Уживање у... Тоа е више...
садомазохистичките нијанси кои што Пеколот не ги нуди. Забегано, тоа е уствари многу металски филм. И тоа само поглед како изгледаат, како се облечени и тоа како. Не знам сега за последниот го сменија глумецот нешто овој 8-миот. Леле, тоа беше тешки катастрофа. Кажи ми за тој тренд на правење на ремейк на овие култни филмови. Некои се успешни, а некои не. Да, има многу успешни, али еве на пример ремейкот на Петок 13 што излезе, мислам дека имаше еден не знам како 2009 беше Friday the 13th ремейкот, собрано од првите 4 приказни. Да, кој ќе го нави овој мачетата угла препознатлива. Така, препознатлива сцена. Ремейкот на Texas Chainsaw Massacre исто така први. Ту имаше неколку, нели, да. Джесика бил топ. Така. И филмот и она исто така. Да, одлично кажано, тука имаше добра сигнализација. После тоа имаше уште еден. The Beginning. The Beginning, тој беше бајаги забеган. И тоа га. Сцена која му ги крши овој колената. Така. Имаше еден ремейк кој што излезе на крај. Последниот дава пред 2 години така нешто. Со карневалската сцена, нели? Не беше ништо посебно, ми се свигаше само што женскава си го постави тоа онака при крај на филмот као Family is everything, као the soul is family, не знам. Да, затоа што фамилија е бил, нели, во семејството, да. Заштити на крај ќе го тепаат, ама голема неправда им имаат направено на таа цела фамилија што се бавела со во тоа разурнато градче. Од ремейкови друго Кери ми го потенцираше. потенцираше. Кери беше окей исто така. Evil Dead ремейкот е доста солиден, предпоставувам. Добар. И ти имаш позитивно мислење за него. Али Фреди Кругер ремейкот, тоа никако. Така. Кажи ми зошто. Од една страна предпоставам дека и ти си разочаран од таа мачка, маска што ја имаше, што и да беше. Маската, као прво не можеш да го смениш глумецот. Актерот, така? Роберт Енглунд е карактер сам по себе. Да, не може друг да го цепа Фреди Кругер. Глумецот во новиот мислам може да други филмови си е закон, ама не е за тоа. Не, општо глумецот не е окей у филмот. Маската му е тапа, објаснуваат некои смешни ствари до детал, го откриваат кој е Фреди Кругер и зашто ги правил сите тие страња. Али не е тоа окей кога му ја откриваш, ја го сервираш на публиката и целата работа со мистиката на сите тие карактери иде у вода, онака сите тие филмови што си ги прават гледачи у главава се за џабе. Тоа е тој проблем на модерната хорор кинематографија воопшто. Бомбастична е и се нуди буквално на сервирано на тањер и да може и она најмалиот заеднички содржател на американците да може да го проџвака филмот и да свати што е. А старите, нели, како Екзорцисти, воопшто првиот Хелоуин, дури многу малку има насуство на самиот екран, меѓутоа дозволува имагинацијата да проработи на гледачот. Хелоуин исто така на Роб Зомби, првиот дел е многу јак, вториот фион забега тука нешто со мајка му почна да објаснува некои ствари. Да, канибализамот, нели, за преживувањето. Али првиот дел на Роб Зомби е како настанува воопшто Майкл Мајерс, муабетот. Која заглавува таму людница, како и соочувањето, нели, со детето, со кисмајца. Така, мислам, Роб Зомби е. Али многу е лош тој момент што ги разоткриваат и ја рушат целата мистика на карактерите. Истото се дешава и сега со Елиен, со Прометеус, што сакаат да објаснат све, а реално нема потреба. А кажи ми во контекст на оригиналниот серијал, повеќе ти се допаѓа Елиен Кецот или Елиенс на кој повеќе, на Ридли Скот или на Джеймс Камерон? Ова е едно од потешките прашања, извини. Јас сум љубител на тие стари класици акции, да не правиме муаве тука за Терминатор. Јасно. Такви ствари. Сме израснале со... Пошто е многу јака акција, има многу слики и сцени за памтење од Aliens двојката. Така.
и као акционен филм е закон, али сепак не знам, таа тензија и тој хорор момент што го има, атмосферата у кецот, мислам дека ги надминува сите акции. И ви у двојкава мене ми се многу поише ми се сви самиот дизајн на Елиенот. Го има повеќе, значи, и нели технологија јасно. иде напред ова она. Баш кај тука си избацува и кралицата. Тоа е јакиот Така, момент. и тоа како? Секој дел си има свој шмек, али како омилен би го извел тројката, пошто е На Девид Финчер, така? најоригинален, значи таму Рипли е келјава, нели? Така. У затвор со машки, без жени, без оружје, нема со што го тепаат. Елиенов има моменти на драма тука. Тоа како? И така, тој ми е као најоригинален некако по приказнава и по нови моменти убацано. Така се надевам дека Нил Бломкамп нема да зезне работата за Он ремейк. малце ја зезна што ќе новиот ќе биде директно продолжение на двојката, значи тројката и четворката И занемарува, така? ги брише од вака хронолошки, тоа само не ми се свига. Иначе мислам, верувам според тоа што го направил до сега, верувам дека ќе биде бајаги опасен новиот Елиен. И тоа како? Кажи ми, твојот став што имаш со оглед на тоа дека си љубител на слешерите, кажи ми за тој феномен кој што се појави со торчер хорор филмовите, односно Пила, Хостел, како го доживеа тој бран на филмови кои што дојдоа во тоа 2000-ти, онака средината Добро, може се појави. Хостел и не е баш некој слешер. Ми се свигаше само првиот дел, вториот и третиот не знам, почна да забегуваат. Тоа третиот дел не се ни споменува, што е толку лошо тоа Лас Вегас казиното што ги дае. Пила... Пилите? Не знам, тоа е више премногу забегано онака. Има многу јак нов свеж момент убацен у хорор жанрот. И тоа како? Со поигрувањето со самите жртви Али и мислам дека е премногу, не знам, ептене до работа онака има и многу психолошки, психопатски моменти. Значи многу пати верувам дека секој што ги гледал тие филмови се ставил некад у кожа на потенцијалните жртви, да. И си викаш, чекај бе малце бе, што би направил јас се у оваа ситуација? Тој момент ми се свига што валја режисерот на филмот сакал да го доведе гледачот у таа ситуација, значи да допре тоа до него. Као ти да се ставиш у тоа уместо на жртвата и Имаш една минута да одлучиш дали ќе живееш или ќе умреш во таа ситуација. Тоа е тој адреналин. Ја лично така ги доживував така. сите сцени. Кажи ми во контекст на еден другиот модерен тренд кој што е забележан во хорор жанрот, односно тие found footage, односно cinema verite, handheld камерчиња и снимки од Blair Witch Project па до Paranormal па до што и да е. Како гледаш на тие филмови, дали сметаш дека се доволно интригантни за гледање или само се базираат на шок и ништо повеќе? Мислам дека све е добро, дур го гледаш филмот да те држи некоја тензија и атмосфера. Ако веќе осетиш дека е досадно и чекаш само нешто да се деси во филмот, тоа е више промашена работа. Мислам дека целта на тие такви филмови што ги прават би било тоа да ја осетиш таа атмосфера на тој што ја држи камерата. Така, во прво лице. А не само да чекаш као ајде бе кога ќе има рок над главата на овој или не знам што, такви некои ствари. Ако веќе го осетиш тоа као некој досаден момент и бавно се тоа иде, тоа што Имам една проблематика, го спомна Екзорцист. Искрено, јас сметам дека до ден денес нема подобар филм за екзорцизам од Екзорцист. Никој не може да го надмине. Тоа не знам, континуирано гледам. Филмот има многу со оглед на времето кое што е снимен, има многу сиромашни ефекти и сето тоа, ама тоа е моментот што е толку
мислам сега за овие времиња лошо изгледа и Јасно, смешно, добро. ама тие такви бизарни ствари што се дешаваат у тоа време, значи не знам дали си гледал таму луѓе што искачат после премиерата. Да, имало доста тензични моменти, да. Несвест, тие за прв пат гледаат такво нешто на филмови, у животот за прв пат се појавува тоа Така. у светот, али ја исто го доживеав тоа и у 2000, не знам, 2003-та, 2004-та, така нешто. А инаку им мислам дека тие старите филмови со екзорцизми, баш ради таа сиромашна продукција и не знам што, има појак ефект И тоа врз како? гледачите. Например, и Емитивил, Хорор? старите делови Така? се многу по-страшни, појезиви него новиот што излез. Мислам, тој не е лош секако. И тоа како Рајан Рейнолдс е одличен актер и добро го глуми, нели, таткото кој што полудува. Меѓутоа, атмосферата што ја има во оригиналната серија е незаменлива. Тука злото е во куќата. Па Се сепак присутно е. обработува дешавки што се десиле блиску до Оригиналните настани кои што се случувале, да. Сепак не можеш сега ти у 2000 не знам 15-та да правиш филм и да ја доловиш истата тензија и атмосфера што имала тоаш пред 40 години. И ради тоа мислам дека го има доловен убаво моментот. И кажи ми, кој филм сакав да кажам? сакам од французите малку да те прашам колку ги гледаш. Hills Have Eyes ремейкот Парта. и Maniac на Френк Калфун. Значи, продуциран од истиот режисер на Hills Have Eyes. Твојот став во поглед на правење ремейк на култни филмови од типот нели Maniac е култен слешер и Hills Have Eyes нели е култен филм пред се на Вес Крейвен. Како ги доживуваш овие ремейка и дали сметаш дека го имат исчекорот? Не сум ги гледал оригиналите, Така? ама ја прв пат кога го гледав Hills Have Eyes ремейкот бев воодушевен онака, Так. ова баја ги забегано. И за Maniac исто така, мислам, Илаја Вуд, нели е, овој, шо беше? Тој што е Хобитот, да. Али многу добро ја има средена улогава на баш на мањак. Така, психопат. Елајджа Вуд е голем хорор фан, не знам дали знаеш, онака Не, die не hard сум хорор знал. фан е и глуми во се што е можно од хорор филм што ќе му дојде при рака и дури има копродукција, има отворено во Америка заедно со Грегори Никотеро, тој што ги прави специјалните ефекти од Walking Dead, заедно соработуваат и Не сум продуцираат знал, хорор филмови. асоцијално е нешто. Значи, die hard хорор фан е буквално. Се што може што е жанровски глуми. И ова Maniac кога му била понудена улогата, онака со две раце и Одма. нозе одма, не ни размислувал. Супер е Maniac. И снимањето во нели има во прво лице филмот снимен, сосема бизарно изгледа со се ефектите. Камерата, онака многу јако Доловено и тоа како. Средано. Али нема нешто овако у последен момент некој нов карактер, не знам, проба нешто со Хечет. Тоа беше и дури одамна потфатот, мислам, дури 2000-тите тоа беше средината. Апла Джейсон муавет. Манир, да, како беше Али тој добар Кроули. беше секако, имаше и моменти на комедија и Да, тука Хумор, ги зема баш зебанци. Адам Грин, режисерот, толку е луд човекот, значи и тој е металец, толку е луд што сите работи кои што му ги кажувале додека одел со сценариото по филмските дистрибутери, кои што му викале, ова нема да успее, пошто не е ремейк на некој јапонски филм или не е ремейк на некој американски слешер и као демек нема да може да го продадеш никогаш. И тој тоа го става на омотот. Тие фрази ги лепи на омотот. Не е ова ремейк на јапонски филм и не е продолжение. И Али тоа го користи као промо. Има многу јаки, брутални сцени и моменти убацани у Хечет. И убиства и добар Све, хумор. све, И добар хумор. хумор. Као нешто као у Evil Dead што праве од двојкава и тројка. Тројкава више... Army of Darkness е сам по себе. Али Кецот е многу сериозен. Сериозен за толку малку буџет што имале. Да, па тоа е моментот, малку буџет,
сиромашни ефекти онака, ама пак е страшно е. Како не? И многу Страшно е. срце, и многу срце има филмот. Да. Меѓутоа, ајде се надеваме дека серијата која што ќе излезе тоа, нели, Ash vs Evil Dead. Тоа ќе биде комедија, нешто. Брус Кембл се враќа на сцена, така што ќе биде лудо. Ќе ги има тие сигурно one-lineri што ги има тој. Има он своји моменти тука. Така, give me some sugar и boomstick моментите, се надеваме дека ќе ги има. Така. Се надеваме дека и нив ќе ги има. Дамјан, фала ти што беше дел од емисијата. Фала ти што... Фала ти на тебе, вака што не испромовира. Чест ми беше вака што си направивме муавет, што кажавме на луѓето што као ќе се дешава. Значи, ве чекаме, уште еднаш потенцираме. Ве чекаме во петок, во Браво. У петок дојдете у Браво, сите не знаете кои сме, што сме, како сме, ќе се дружиме, ќе удриме по некој пивце, ќе пичиме албумов, ќе пуштаме некои ствари. Да ги поздравам сите вака што не поддржуваа до сега, што не излегли у пресред. Горан, Наско, екипава моја од автокоманда, Каљо Масниот, Дино, сите што не поддржувале до сега, се гледаме у петок. И ја потенцираме концертната промоција на албумот, која што се случува Концертната промоција на албумот ќе биде на 11 октомври, значи ќе се дешава опасен All Star Die Hard фестивал. Значи момците од Die Hard Booking организираат хардкор востание. Погоден е и денот. Да. 6 бендови, дојдете. Одлично, тоа е на 11 октомври и еден минорен факт да потенцираме, издавач на изданието е издавачката куќа Мрак. Така. Да, еден многу мал. Момент го заборавте. Да, ова ќе биде... Поздрав и до другите двајца момци од Мрак. Фала ви многу што ни излеговте пресред, значи знаеш у овие времиња како е да се сними и да се издава албум, значи ова беше соработка во прав момент, предпоставувам, и ова е тоа убаво вбризгување на македонската метал сцена, која што и тоа како е потребна, а од самите концертни настапи кога може да ве погледнам, немав никакво размислување што и како, се видов дека бендот има енергија и бендот е искрен кон тоа што го прави. И тоа дефинитивно мора да заврши на пластика и мора да го има барем во секој дом во држава, ако не ништо повеќе. Така што ова ќе биде првото албумско остварување кое што ќе се најде на издавачката куќа на Мрак, кое што претходно имаме компилација и EP изданија. Меѓутоа ве покануваме уште еднаш сите да дојдете во Кафе Браво во петок во 21 часот, каде што заедно ќе може да го преслушаме првенчето на Trendkill, Colors of Self. Дамјан, уште еднаш фала ти што дојде. Ова беше 243-тото издание на Dance Macabre. Го завршуваме со последната композиција од албумот Power to Decay. Тоа е тоа. До 244-тото издание на Dance Macabre. Гледајте хорор филмови, слушајте метал и плашете се.